Ви благодарам и средствата што ги наследивте во буџетот на општината се обезбедени во време кога бевме Република Македонија, за тоа да употребувате Северна, ви поддржа околу 30% од граѓаните на општината, ништо повеќе. За да го употребувате тоа Северна, да не го испуштате од вид. Ке почнам наред како што вие започнавте вашата реплика. Реконструкција на булеварот Парвомајска. Претходно беа обезбедени средства од Агенцијата за рурален развој во висина од околу 7 или 8 милиони денари, не се сеќавам точно на сумата, со кои што беа реализирани тротоарите на булеварот. Додека се сечеа тие 7-8 дрва кои што беа на замислените тротоари врз основа на деталниот план, вие трчавте наоколу, ги гушкавте и ги сликавте со фотоапарати и телефони и плачевте по социјалните мрежи дека еве колку се грижи локалната власт и секла 5 или 10 липи за да изгради булевар. Прва работа. Втора работа. Целосната проектна документација беше обезбедена и беше подпишан договор за финансирање на изградба на втората фаза од булеварот во висина од 260.000 евра. Заминичката знае, и во тоа време беше заменик министер, договорот беше подпишан со Светска банка за финансирање на изградба на тој булевар. Како што споменав, детската градинка Калинка, комплетно, целосна постапка беше спроведена претходно. Комплетно. Вие требаше само да ја реализирате самата изведба на реконструкцијата. И за тоа не ве бива доцните 3 месеци. Децата нема кај да одат на градинка. Потоа, 260.000 евра, односно 230.000 евра беа обезбедени од платежната агенција за дореализација на втората фаза од изградба на канализационата мрежа за Брајковци и Балинци. Комплетно, со се техничка документација, со се. И вие ги ставате на, сакате сега демек да ги кажете, ние обезбедивме, ние реализиравме. Далеко сте од тоа. Ги измешавте ингеренциите на локалната и државната власт. Споменувате средства од донации, споменувате средства од општински извори, ги споредувате со обезбедени средства од државните институции, говорите за јавно осветлување. Како ви беше оној слоганот на Фейсбук со ламбите, со децата, вие треба подобро да го знаете. Најдобро осветлена општина во Република Македонија е општина Валандово. Во Република Македонија е осветлена, а за Северна тие не можат да стигнат да ги променат дефектните ламби. Уредување на училиштата, за училиштето во Казандол со една училница, изградено, целосно реконструирано училиште во Дедели, целосно реконструирано со двор, со мултифункционално игралиште во Чалакли, изградено училиште исто во време на власт на ВМРО ДПМН, претходно во Калково, целосна реконструкција на Централното основно училиште во Валандово, комплетно, нов инвентар, нови подови, нови прозори, нови врати, се комплетно. Значи, ние имаме направено, слабо сте ја следеле нашата кампања, во кампањата за овие избори, за изборите со кои што вие обезбедивте мандат во Собранието, од 2005 година до 2016 година во општина Валандово, општината и државата за реализација на проекти потрошиле над 50 милиони евра. Над 50. За патишта, за реконструкција на училишта, за изградба на улици, за реконструкција на регионални патишта, за набавка на опрема во здравниот дом, на возила, не можам да ги набројувам, за изградба на канализации во Пирава, Јосифово, за првата фаза за Брајковци, Балинци, Марвинци, за дозавршување на канализацијата во Валандово, за купување на
садови за смет, за купување на возила, за подигање на смет, за отварање на детски градинки како клонови на Калинка во Пирава, во Јосифово, во Удово, за исто така беа завршени сите подготовки за реализација на детска градинка во Брајковци. Не можам да ги набројувам. Беа 11-12 години, но ВМРО ДПМН многу направи за Валандово. Наместо вие да ме поддржите за овој амандман, повторно општината да има на располагање нови 18 милиони денари, вие, почитуване колешке, ми докажувате кој повеќе направил. За волја на вистината, затекнавте општина со полн буџет, општина која што имаше во тек реализација на поголем број на проекти, беше подготвено се за реализација на втората фаза на Јужен Вардар, за да слушам од министерот за земјоделие дека чекали измена на законот за земјоделски задруги, за да ме нападне нечовечки на неговиот Facebook профил, деме какви пратеници доаѓале ова од ВМРО ДПМН, не биле овие пратеници. Јас како пратеник и како носител на значајни функции, номиниран од ВМРО ДПМН, за мојата општина имам направено многу. Тоа го знаат граѓаните. Ако вие работевте подобро од власта на ВМРО ДПМН претходно, бидејќи успеавте да ги излажете граѓаните и да ја добиете локалната власт, ви кажа на председателските избори дека лошо работите, дека сте послаби од ВМРО ДПМН, дека помалку ве бива, дека помалку реализирате. Ви покажа на од 1500 разлика на локалните избори, на председателските избори изгубивте над 400 разлика. Драстична е разликата. На луѓето им дошол паметот дека виделе, значи се извинувам на таа констатација, во наводници ми беше, виделе дека некој ги манипулира, дека некој ги лаже. Ајде, колега Костадинов, јас барем очекував да излезете и да кажете нешто, не само да суфлирате. Јас многу подобро го знам Валандово. Колега Камчев, полека. Значи кажавте се за Валандово. Еве и мери има уште еднаш контрареплика. Значи да бидеме во рамки на времето. Го поднесувам за да граѓаните на општина Валандово, односно општината, си го добие она што му е заслужено. Затоа што платиле 18 милиони денари даноци во буџетот на општината за да се финансираат неуспешни градоначалници кои што расипнички ги водат своите општини. Ви благодарам.